Колешке Лазареска, јас наистина сум згранат од вашите тврдења од оваа говорница. Претпоставувам дека ги мислите дека ги кажувате во афектна состојба. Ја не знам колку анкети треба да ви се случат, од кои све извори, за да сватите дека граѓаните не ве сакаат. Кога ќе видат представник на власта на телевизија, едноставно го менуваат навод. Кој уште се треба да ви каже дека треба да заминете? Од срамните 8% доверба во судство, пандавме на мизерни 4% доверба во судство. Се што фативте, се уништивте. И ве молам, без еуфорија вештачка, работите во Република Македонија, а особено со буџетот сте многу сериозни. Кога сте вие лично во прашање, сметав дека нема да имате храброст, не било каква, туку храброст во основа на срам, дека ќе ви биде срам да излезете после овој преходниот во 2021 година буџет, бидејќи од иста оваа говорница ве прозвав и ви кажав: дали ако нема капитални инвестиции во образованието, дали ако со првиот ребаланс видите дека нема нови училишта, излезете и нема да го поддржите. Вие рековте да. Па еве видите го ребалансот, видите го и овој буџет и ќе видите дека се што ветија се излажаа, а вие упорно ја замајувате јавноста со невистини, со лаги, преку лажен триумфализам овдека и уфија, и мислите дека граѓаните ќе заборават? Па колку анкети треба да ви се случат за да видите дека граѓаните не можете да ги лажете цело време? Некои луѓе можете некое време, ама целиот народ да го лажете не можете цело време. Царот е гол, тоа ви го порачуваат граѓаните. И престанете да правите нешто од себе што не сте, бранејќи ги неспособниве арамии од Илинденска. За крај, имам две прашања до вас. Првото прашање е: дали ќе побарате одговорност од владата каде се потрошени 20 милиарди и 500 милиони евра од кога сте на власт? И второто прашање ми е: дали ја поддржувате ставката на премиерот со која што има 656 милиони евра за советници? Си имам денари. 11 милиони евра за договорни услуги има премиерот. Дали во оваа криза и во оваа ја поддржувате оваа ставка? Одговорете со да или со не, без триумфализми и без лажни надежи кон граѓаните. Благодарам.